Многу од вас го гледаа мојот ТВ дуел со Лепи дечко на само вистина, во кој ТВ дуел Лепи дечко во неколку наврати благо речено ги навреди, а помалку благо речено ги понижи македонците и македонскиот народ. Пред се со неговите изјави со кои што се стави директно во скутот на бугарската антимакедонска пропаганда, кога практично кажа дека македонците во одредени региони и Голо брдо, па и во вама Албанија доле на југот, дека од секогаш се чувствувале бугари. Кажуваше тама некои небулозни информации од, не знам, што ги дознал врска со негова фамилија, не е битно. Битно беше дека се стави директно со тие изјави во закрилата на бугарската антимакедонска пропаганда и втор пат кога на некој начин индиректно ги омаловажи македонците, рече дека македонците отсекогаш биле мирни, пастири, овие овчари со кавалчињата, со ова, со она, никогаш не биле ратоборни, никогаш ова, па јас морав да го прекинам, да го подсетам на гемиџиите. На што тој реагираше како што реагираше, ајде гаси емисија, нешто теме овој лупета глупости. Не е битно, го знаеме Лепи дечко каков е. Јас затоа и не му паѓав у положение за време на емисијата, него релативно смирено го посматрав од страна, како еден вид психотерапевт, не е важно. Значи, генерално го видовте тоа, излезе токму така како што и кажав у тек на емисијата, дека постои директна спрега, синхронизирано делување помеѓу одредени албански структури, да не го кажам тука целиот народ, нели, но да кажеме одредени албански структури се во спрега со бугарите, нивна цела распродавање на македонскиот народ, тоест негова асимилација, негова бугаризација, негово комплетно негирање, си имаат интерес во тоа едните и другите, бугарскиот интерес го знаеме кој е, албанскиот интерес е нормално влез во Европската Унија и зелено светло од Бугарија, а богами од Грција во тој процес, така што трговијата е генерално таа. Многу од вас после емисијата има некој ми кажува демек што бараш со Лепи дечко по емисии, Лепи дечко е ваков, Лепи дечко е наков, немаш потреба да беше у емисии. Јас не е важно дали ќе кажеме еве прв пат не се сложувам со една ваква констатација, затоа што можеби да не бев јас во таа емисија, можеби да беше некој друг гости, немаше да му контрира тогаш кога требеше, кога му го кажав тоа што му го кажав, дека се става директно во скутот на бугарската пропаганда и дека фактички со тоа директно ги понижува и ги навредува, го навредува македонскиот народ и дека директно влегува во положение на тезите на Бугарија дека македонска свест не постоела пред 1944 година, кога тој отворено омаловажуваше пред очите на целата македонска јавност преродбеници, дејци, зачетници на така да кажам на идејата за една македонска држава, за идејата за една автохтон народ, самосвесен народ, што ги почнале одредени преродбеници наши, што ги спомнувам во емисијата, а тој посебно нели му беше настроен на Крсте Петков Мисеков. Му беше негативно нели настроен, па се заебаваше со него како
македонски преродбеник во неколку наврати во текот на емисијата, на што беше и опоменат. Нели, го споредуваше со некој бербер тамо од негде. Појма не. Вие ја гледавте емисијата, исто така знаете на што мислам. Интересно е тоа што по завршетокот на емисијата Лепи дечко првата порака што ја доби на мобилен, тука бев сведок, самиот се пофали со тоа, ја доби од еден бугараш кој што живе во Македонија, кој што го исфали нели за неговиот настап и му пиша нешто у стил како Крсте Петков Мисирков се изјаснувал како болгарин. И тоа му се пофали со таа порака и го каже името на тој со кој што јас го знам и сум бил и со него на емисија. Тоа се едни такви сподоби што сега нема да ги коментирам. И се сврте кон водителот Александар, му вика, еве, види сега од овој пораката добив. И ја му реков, па Лепи дечко да ми ја пратеше, мене знае дека не сме да ми праќа такви пораки, оти ќе го терав у пичку материн. Сместа. Ама они си знаат на кого си ги праќаат тие пораки. Тоа е таа синхронизирано делување што е вакво или онакво. Не навлегуваме во формите и дали кој што има од тоа никаква корист и така натаму. Но треба да разберете дека таа спрега реална, синхронизирана, делуваат заеднички и не бираат ни место, ни средства, ни време кога да го спроведат она што им е зацртано нели во плановите. Обично не коментирам емисии, мои настапи. Но ова го искоментирав затоа што после емисијата јас добив еден куп пораки. Не ни проверував дали се тоа лажни профили, какви профили се. Од разни бугарчичи кои што ми праќаат линкови со кои веројатно се дел од нивната бугарска историја. А знаеме како ја пишуваат таа историја. И ми праќаат линкови, предпоставувам која е содржината на линковите. Веројатно сакаат мене да ми докажат на што се викува нака од петни жили дека треба да си го сменам мислењето за нив и за нивната шовинистичка пропаганда и нивното шовинистичко делување непринципиелно, примитивно кон македонците и македонскиот народ. Епа бугарчичи, видовте каква судбина ве чека кога ми испраќате такви линкови, ве блокирам одма. Втора работа, такви линкови не се ни обидувајте да ми праќате, што од вашите агентурни мрежи, кои што се покриени со лажни профили, што од приватни лица кои што не го кријат својот идентитет. Значи, ја вашите линкови ни ги отварам, ни имам намера да ги отварам. Ни па ме интересирате. Во емисијата со Лепи дечко треба да запамтите вие, конкретно на бугарибе, мислам само една реченица од таа емисија, моја, кога реков само оној што не е сигурен во сопствениот идентитет, се обидува да си го изгради така што негира некој туѓ идентитет. Оној што е сигурен во својот идентитет, тој нема потреба да пропагира, да гази, да подплатува, да се заканува, да прави 300 други глупости, ланци и тракатанци, за да докаже пред светот кој е. Затоа македонците, јас велам дека имаат цврст, стабилен идентитет, затоа што никогаш никому не го оспориле нивниот идентитет. Македонците, историски вратете се кога сакате назад во историјата, никогаш
никому не го оспориле неговиот идентитет. Никогаш на грк не му рекле ти не си грк, ти си македонец, никогаш на албанец не му рекле ти не си албанец, ти си македонец, никогаш на србин не му рекле ти си србин, ти си македонец, никогаш на бугарин. Добро се. Не сваќате, нели? Добро. Да, малце се шалам, но генерално ми ја свативте поентата. Земајќи ги сите овие работи во предвид и оно што се случуваше во Албанија за време на пописот, кај што албанската влада директно во спрега со одредени бугарски структури дозволи да се изврши еден фалсификат на пописот, за да се така да кажем, минимализираат македонското малцинство тамо, што повеќе. А знаеме дека тоа е процес кој што бугарите почна да го прават во Албанија години наназад, со индоктринација, со пропаганда, со ова она. За тоа време, македонците тамо, Македонската партија, како се вика таа, Македонска алијанса за европска интеграција и некои други здруженија, за жал, и они имаат своја вина во целата таа работа, а од друга страна, не дека не реагираат цело време, но не наидоа на соодветна поддршка од македонските власти, македонската држава пред 6-7 години и така натаму. Затоа се случи ова што се случи. Бугарите практично на вештачки начин успеат тamo да создадат бугарско малцинство со директна дозвола од албанската влада и опозиција, затоа што тие имаат амин за тоа и од опозицијата тамо, ако некој не зна. Така што, знаејќи ги сите овие работи упредвид, земајќи ги какви се, македонските власти, вистинските патриоти во полицијата, обвинителствата и не знам кои други институции, треба да почнат сериозно да се занимаваат со одредени странски агентури, особено нели во Македонија, и да почнат полека да ги чешлаат нивните пропагандистички алатки, нивните пропагандисти, нивните агенти на наша територија, нивните здруженија, да ги испитуваат сите врски што ги имаат овде, со кои луѓе, надвор во нивната матична држава, со кои луѓе и така натаму. И полека да се откриваат нивните идентитети, кој работел длабоко е внешан во негација на македонството, на македонскиот народ, на македонскиот идентитет, да бидат процесуирани веднаш, дел од нив да бидат избркани од овде, протерани, дел од нив не знам што. По слободен избор. Исто така, го замолувам обвинителството МВР, во кој што има патриоти македонски, кои што се надевам сега се на позиции кои што одлучуваат за некои работи, веднаш да преземат дејства, да се банираат одредени портали, платенички, пропагандистички, кои што работат на за бугарски антимакедонски агенди, интереси, да се контактира администраторите, не знам тоа, Facebook, како иде тоа кај нас, делот што е под овај озрачување македонско, така да кажам, веднаш да се ударат рестрикции на овие портали, не мора
ние македонците во сопствената држава и понатаму на Facebook и на другите социјални мрежи да не излегуваат овие блювотини што ги објавуваат тие портали, медиуми и така натаму, чија цел е труење на македонската нација, на македонскиот народ поправо, обид за пропагандистичко делување, обид за подкопување на македонското национално ткиво. Значи, веднаш мора да реагирате, МВР и обвинителството, овие платенички портали и медиуми да бидат забранети, банирани, што знаете правите. Само повеќе да не ни се појавуваат на социјалните мрежи. Треба да сватите сериозно оваа работа во врска со ствариве со кои што ви ги зборам. И јас се надевам дека и голем дел од вас таму и ги сваќаат, а Бога ми порано сме правеле со некои од луѓе, сум правил муабет што се тие овакви институции. Па се надевам дека барем малку сум бил сериозно сватен, затоа и го ја правам сега ова видео обраќање, видео порака за уште еднаш да ве замолам да почнете да действувате во вистински правец и полека да почнете сериозно да се занимавате со петата колона во Македонија, со сите предавници, квислинзи, платеници, агентурни мрежи, оти ние македонците мора прво мирот да си го најдеме во сопствената држава. Прво, овде треба да ги средите работите, македонецот да се осеќа како македонец во својот дом, заштитено, безбедно, смирено, во секое време, во секој час од денот и од ноќта. Па после да се види што понатаму. Ви благодарам за тоа што ми слушавте. Знам дека е ова време на одмори, плажи, ладење, бикини напучени усни гзиња, ботокси, филери, дилери и други срања, но секогаш имајте во предвид дека се е важно на овој свет. На многу од вас кои што се сега на плажите, ова што им го зборам им изгледува можеби депласирано, без везе, што кој мој овој 9:30 се бајле паламуди за вакви работи. Видиш тубаво тука природа, море, китови, ајкули, некои без гаки, некои со гаки. Но веруете, таа форма на скриен дефетизам треба сите да ве напушти полека, затоа што ако останете без свој народ и останете без своја држава и без свој дом и без своја татковина, ќе поминат можеби години, вашите патувања, морења, ботокси, филери, дилери, шмркања, бркања, мркања и ова, уште некое време може да ви значат некое прибежиште онака, но со тек на време ќе сватите дека немаат никакво значење ако останете без свој народ и без своја држава. Знам дека ова многу од вас нема да го разберат што го зборам во моментов, но се надевам дека еден ден ќе успее да некако да им некој или сите ние заедно од многу зборење да им го дотуркаме ово од газот во главата и да го сватат. Благодарам, имајте убав ден.
Поздрав до сите македонци во светот, особено затоа што им е многу тешка ситуацијата. Поздрав до нашите македонци во Албанија. Не се давајте, сплотете се, бидете како еден. Ние тука ќе направиме се да добиете конечно максимална поддршка од македонската држава и секое добро.